Емил Киријас има резолуција на ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери против мигрантите. Претходно имаше резолуција која Венко Филипче велеше дека ќе ја поднесе во собранието, на експресно отфрлена и контрарезолуција добиваме од власта. Прво околу тоа ве молам, па потоа ќе говориме за мигрантската хистерија. Добро, јас мислам дека е најважно да се разговара токму околу прашањето на мигрантската, тоа како што го нарековте хистерија, затоа што од една информација која што беше проследена во британските медиуми и која што подоцна се дебатираше на екстремно десничарските канали телевизиски канали во Британија, наеднаш стана главна вест и главна причина за препукување помеѓу двете, да кажам, главни партии кои наместо да ја објаснат темата, наместо да навлезат во суштината на проблемот, токму како што рековте, создадоа хистерија кај населението и ја одведоа целата дебата во насока на ксенофобија, на расизам, на нешто што навистина не... Можеме да кажеме? Можеме да ги наречеме сите тие изми кои што се навистина лоши, кои што покажуваат нетрпеливост, кои што покажуваат едно чувство на одбивност кон се што е различно, и еден страв кој што постои кај населението, предпоставувам од непознатото, односно од темите кои што доминираат токму помеѓу екстремно десничарските политички кругови во Европа. И тоа е она што е страшно. Доколку Македонија навистина стане копија на она што е екстремно десничарско, она што ја има одведено Европа во конфликти и во проблеми, тогаш проблемот нема да биде на големите земји, тогаш проблемот ќе биде најголем во Македонија. Јас во мојата колумна Ефтини приказни минатата недела веќе напишав дека оваа нација се претвори во нација која ги мрази сите. Сите малцинства, албанци, грци, бугари, малцинства. Говориме и за нации во другите земји. Малцинства, маргинализирани, хомофоби се луѓето мразат се што е поинакво, друго, не сваќајќи го богатството на другите луѓе. Тоа како да станува на некој начин карактеристика не само за одредена етничка заедница во Македонија, туку станува како карактеристика, односно доминира во јавниот простор како карактеристика на речиси сите заедници. Ако погледнеме каква е терминологијата што се користи исто така и кај албанофонското население, односно населението во Македонија кое што говори албански јазик, и таму се гледа таква одбивност, таква омраза кон се што е различно. Односно се одбива секаков вид на различност, се покажува нетолеранција кон другите, неприфаќање на различностите, што всушност е сосема спротивно од македонската традиција. И кога велам македонската традиција, велам за начинот на кој што се живеело на македонските простори. Во Македонија секогаш се живеело во хармонија помеѓу различните етнички групи, помеѓу различните религии, помеѓу луѓето кои што покажувале различност. Во Македонија традиционално послабите секогаш биле прифаќани, биле поддржувани од заедницата, па биле, ако сакате, поддржувани и од религиозните институции во минатото, така да ова со што се соочуваме денеска, овој наплив на ксенофобија и на толеранција, воопшто не е поврзан со она што се нарекува македонски идентитет, притоа не мислам на етнички македонскиот идентитет, туку идентитетот на сите македонски сите заедници кои што живеат во Македонија. И тука треба да се замислиме на вистина овој бран на нетолеранција и на одбивност кон различното, дали всушност е увезен во Македонија или навистина произлегува од она што Македонија го има како свое културно, па ако сакате и етничко и религиозно наследство. Добро, но морате да се сетите дека на почетоците на оваа држава, на формирањето на независноста, како беа третирани албанците и нивната желба за образование на мајчин јазик. Колку беа тие насилни форми од страна на властите на државата представени од македонците.
Значи, таа традиција на гостопримство на албанците, на другите малцинства, не е баш традиција на мирољубивост. Веројатно, она што е жално е што нема доволно истражувања и публикации кои што ќе укажат токму на она што го кажав, дека тоа не е во духот на македонската традиција. Па вие ако се вратите на крајот на 19 век, она што го има публикувано, например, Ѓорѓе Апулевски, или што го имаат направено илинденците во Крушевското востание и со Крушевскиот манифест. Тоа е сосема спротивно на тие тенденции кои што подвлекувам се увезени во Македонија најмногу од север и кои што создаваат одбивност кон се што е различно. И тука веројатно станува збор, ако се направат социолошки истражувања, станува збор за систем на градење на нациите кој што е преземен, ако сакате, дури еден од Франција, каде што се бришат разликите помеѓу луѓето, се наметнуваат едни државни, центристички, национални тези, на кои што сите мораат да им се подвргнат, за да се заштити, за да се изгради нацијата. Но во 2025 година тие немаат место во модерниот начин на живење, особено не во Македонија, која што е земја на мигранти, која што извезува, ако сакате, човечки капитал во останатиот дел на Европа и која што го збогатува европското културно милје со луѓе кои што говорат македонски, албански, турски, ромски, српски и други јазици, и придонесуваат за мултикултурноста на Европа. Добро, околу мигрантската криза повторно, вие сте, конечно имате живеено во Велика Британија, проминентен политичар во светски рамки сте, бевте председател на Либералната интернационала, сега сте подпредседател и многу подобро ги знаете сите детали, сите политики на Велика Британија, можеби од било кој барем во Македонија, ако не и во многу поширок смисол. Околу Британија. Мицковски и амбасадорот на Британија во Македонија тврдат, велат, дека не постои никаков договор за прифаќање на мигранти во Македонија од Британија. Опозицијата вели обратно, дека постои таква опасност и во јавноста има такви вести, такви информации, дека станува збор за силувачи и убици, иако никакви докази не се пружани од било кој релевантен извор. Прво околу тоа бе. Значи, она што е постигнато како договор помеѓу Македонија и Велика Британија е јавно достапно и за нашите медиуми, меѓутоа и за британската јавност. Тоа е тој меморандум за соработка кој што беше подпишан помеѓу владите оваа пролет. И она што е интересно е дека тој меморандум дури беше ратификуван во Македонското собрание, како да е некој меѓународен договор, што всушност не е, тоа е договор помеѓу две влади. Во Британија истиот меѓународен договор воопшто не беше ни спомнат во британскиот парламент. И јас ќе ви кажам, не дали сум искусен или не сум, меѓутоа знам дека во Британија важните теми се дискутираат во парламентот постојано. Тие имаат секоја недела, ако ништо друго, барем институт на пратенички прашања, каде што премиерот и министрите одговараат директно на прашањата кои што се важни за јавноста, поставени и од опозицијата, но и од представниците на владеачката партија за сите теми кои што се од клучна важност. Темата Северна Македонија, односно македонската држава, воопшто не е поставена во изминатава година на дневниот ред во никаква форма во британскиот парламент. Доколку имаше договор или доколку се преговараше на вистина за, како што беше објавено во таа информација на The Times или преземена потоа во Telegraph Sun и слично, доколку на вистина имаше договори помеѓу Македонија и Британија за депортација на неуспешните апликанти за азил во Македонија, тогаш сигурно тоа ќе се дебатираше во британскиот парламент. Таква дебата немаше.
Дали постојат договори и разговори помеѓу владата и Британија, на Македонија и Британија, тоа можеме да го шпекулираме, меѓутоа, она што можам да го кажам е дека во британскиот парламент таква дебата немало. Она што ужаснува во македонската дискусија околу темата е начинот на кој што опозицијата оваа тема ја отвара не само како проблем за привлекување во Македонија на нелегална миграција, туку терминологијата која што се користи, која што е превземена од крајната десница. Ако сакате, дури ни десницата на така наречената реформска партија во Британија на Најджел Фараш, која ја манипулираше британската јавност, публикувајќи фотографии за време на кампањата за Брекзит, со илјадници луѓе, колони, хорди, кои што ќе дојдат во Британија, кои што никогаш не се ни случија. Ако се превземе таа реторика, дури реториката на еден осуденик, како што е Томи Робинсон, кој што сите странци, мигранти ги нарекува дивјаци, убици, силувачи, кои што ќе ја променат Британија, тогаш тоа веќе не е опозиција која што е во својата идеолошка матрица центристичка, социјалдемократска или умерена, туку станува збор за екстремистички, популистичка десна формација. И тоа е она што е страшно. Предпоставувам дека на тие им е јасно дека како членки на Европското семејство на социјалдемократски партии исто ќе им биде укажано дека таквата десна реторика која што е слична на екстремниото крило на Орбан во Унгарија нема да биде толерирано ни од европските колеги. Изгледа дека СДСМ има желба да доминира на јавната сцена и во јавниот простор, преземајќи ги популистичките наративи, таа реторика од десничарските партии во Македонија. Желбата да се добие власт, да се наметнат тие теми, така изгледа, всушност заклучокот може да биде таков. Не можам да навлезам во стратегијата на која ја прави она што беше главна опозицијска партија во Македонија, СДСМ. Предпоставувам имаат своја логика, но можеме да го коментираме исходот на тоа како се однесуваат по однос на оваа тема. Она што го гледаме е дека навистина се настапува на ист начин како што сегашната власт, односно партијата ВМРО ДПМН настапуваше во минатото, со поставување на тези кои што разгоруваат нетрпеливост, кои што ги будат емоциите кај граѓаните од страф од непознатото и кои што создаваат недоверба кон институциите, недоверба кон самото општество и кои што впрочем се многу опасни. Да имате вие на официјалната страница на партијата која што е во опозиција дека мигрантите се всушност силуваци, дивјаци и убици, е создавање на атмосфера која што може да доведе до многу опасни последици. Значи, не може да се употребува од една партија која што има промовирано преспански договор со Бугарија, права на малцинства, права на сексуални малцинства, наеднаш да промовира политика која што е тотално спротивна, затоа што ќе и се удри од глава. Впрочем, гледаме дека таквата реторика сега и се удира од глава и на владеачката партија, бидејќи тоа што го говореле во минатото лесно може да се најде во дигиталниот етер. Се што сте кажале во денешно време останува запишано. Тоа што го говорела ВМРО ДПМН пред неколку години лесно може да се најде. Тоа што го прави СДСМ во моментот лесно ќе остане како трага, како црна трага од која што нема да можат да излезат и ако ги следиме примерите во другите земји, тие нема да им донесат поени
на така наречените социјалдемократи, туку напротив, тие ќе бидат видени како поддржувачи на екстремно десничарската позиција која што ќе им донесе поени токму на тие екстремно десничарски вистински формации кои што ќе се јават, да кажеме, на политичката сцена. Тие ќе го соберат на крај кајмакот, ако може да се каже, од оваквата политика, а не партијата која што себе си се нарекува социјалдемократска. Да. Околу тие наративи дека станува збор за силувачи и убици, веќе кажав, не постојат докази. Но постојат докази дека во оваа земја и се потребни работници, согласно исцелувањето на луѓето кои низ деценииве, кои бројки кои се фантастични, скоро пола милион луѓе, иако статистички секогаш тие варираат, бројки сепак огромен е тој. Она што е најстрашно е што целата оваа дебата се сведува на денешен дневен популизам, на разгорување на страсти и стравкај населението, а се нема долгорочна политика за тоа како Македонија ќе се справи со проблемот на депопулација, со намалување на населението, со иселување, ако сакате и со миграција, односно испраќање на мигранти од Македонија, најмногу во европските земји, и како воопшто македонската економија и македонскиот финансиски систем ќе може да го преживее тој феномен на депопулација. Значи, ние имаме, според пописот, кој што вклучува и население кој што живее надвор од Македонија, 1.800.000 луѓе, но премиерот изјави дека во Македонија во моментот има околу 1.450.000 жители кои што живеат во државата, значи тоа е екзодус од околу 700.000 луѓе. Ние имаме секоја година цели училници на деца од градови кои што заминуваат, се празнат. Тоа значи дека тенденциите за иселување од Македонија ќе продолжат во иднина, кога си заминува работоспособното и младото население, ви имате огромен проблем за да дополните таа работна сила, доколку сакате да имате некој кој што ќе работи и кој што ќе придонесува во даночниот систем и во пензискиот фонд. Македонија тој проблем ќе го има во наредните 10-15 години, тоа е гарантирано. Единствена можност да го нема тоа е доколку мигрантите, односно иселениците од Македонија бидат протерани евентуално од европските земји, па масовно да бидат вратени назад. Но такво нешто нема да се случи затоа што тие економски мигранти кои што заминале од Македонија во европските земји и се потребни на Европа. Значи, на Македонија ќе биде потребна работна сила однадвор. Проблемот кој што ќе го имаме ние и за кој што мора да се дебатира е како таа работна сила, односно како таа странска работна сила која што ќе дојде во Македонија, која што впрочем ја имаме. Ја имаме која што работи на нашите инфраструктурни проекти, како што се автопатиштата. Ја има дури и во скопските, ако сакате, угостителски објекти. Прошетајте и ќе видите дека имаме странска работна сила, затоа што имаме на нашиот завод за вработување 7350 отворени работни места. Значи, ние сакаме да отваряме фабрики, сакаме да градиме инфраструктурни проекти, сакаме да градиме централи, сакаме да ни се развива економијата, но немаме население. За тоа мора да се дебатира како ќе се најде таа работна сила и како таа работна сила, впрочем, ќе се интегрира во државата. Ако тие не знаат македонски јазик, ако тие не ја знаат традицијата, односно не ја знаат културата на локалната средина, ако тие припаѓаат, да кажеме, на некоја заедница која што може би припаѓа на некоја религија која што е и е непозната во Македонија, како нив ќе ги прифатите, како нив ќе ги интегрирате во општеството? Тоа се многу важни дебати и доколку има сериозни партии во Македонија, тие мора да ја обрнат внимание токму на таа дебата. Како да се привлечат луѓе да живеат во Македонија од странство или да се вратат некои наши млади луѓе, ни треба, значи, не само работна сила, ни треба и човечки ресурси, и како тие да се интегрираат во средината. Таква дебата, за жал, нема. Доколку македонските елити не размислуваат долгорочно,
значи самите работат на долгорочно уништување на државата. Само да ве подсетам, премиерот Мицковски кажа пред некој ден дека полека се враќаат иселените од странство во Македонија. Тоа би било убаво кога би било така, но тоа претпоставувам дека е политичка изјава дадена затоа што не е подкрепена на бројки и на факти. Јас сум од оние кои што веруваат на бројките и на фактите, на она што статистиката би го кажала. Еве, дај Боже да се појави таква статистика, но таква статистика во моментот од никого не е објавена. И на крај сме, дали сте загрижени, сигурно сте загрижени, конечно согласно и ова интервју, дека во оваа држава не покажува никој емпатија, солидарност кон луѓето кои се очајни. Кога говориме за случајот мигранти, иако и претходно говоривме за луѓето кои се маргинализирани, кои се малцинства, кои се отфрлени, што се случува со ова општество? Не се само во прашање политичките елити. Мислам, во ова прашање акцентот не е ставен само врз нив. Говорам за општеството генерално. Па може да се каже дека Македонија како општество е всушност девастирано и мразам употреба на такви термини како што се странските термини девастирани. Меѓутоа во Македонија постои едно чувство на очајност и на апатија и дека системот не постои, а кога не постои систем, односно кога чувствувате дека живеете во средина во која што секој мора да се снаоѓа самиот и да преживува, тогаш настапува дарвинизмот, односно настапува инстинктот за преживување. Оној кој што сака да преживее, ја заборава својата социјална компонента, заборава дека живее во општество, во систем во кој што живее заедно со други луѓе, на кои што им треба понекогаш поддршка за да успеат, им треба разбирање за да се реализираат и конечно им треба успех. Во Македонија се создава општество каде што успехот всушност е анатема или успехот е ако избегате од државата. Ако тоа не се промени, Македонија нема да биде само девастирана држава, туку и Македонија многу тешко ќе може да опстои како функционално општество. Тоа историјата на човештвото ни го покажува и затоа мора сериозно да се работи на тоа. Никако со одбивност, никако со толеранција, туку со разбирање, ма колку и да е тешко во оваа економска состојба, ма колку и да е тешко во еден систем кој што продуцира неказнивост, мора да се изнајде таа енергија, инаку човек на човека, знаете како вели народната. Македонија за да преживее мора да биде онаа Македонија од минатото, од традицијата во која што луѓето се помагаат еден со друг. И да се биде човечен пред се. Апсолутно, тоа е таа Македонија од минатото врз која и линденците и јасномците ја имаат изградено државата. Благодарам за овој разговор, Емил Киријас. Благодарам и на вас.